Креањето на политики подразбира отворена врата за сечие мислење и сугестија, која е издржана и која нас не прави подобри и поквалитетни во споведување на тие политики. Откако ВМРО-ДПМН ја има одговорноста пред граѓаните, на транспарентен начин и низ партнерски однос со различни целни групи, искреиравме многу заеднички мерки и политики, со кои што решивме многу отворени прашања и барања на граѓаните. Суштината на нашето делување се состои во три основни работи. Прво, постоење на обемна и квалитетна програма, која подразбира прецизни рокови и план за реализација. И затоа велиме, оценувајте не според она што реално го нудиме. Второ, отчетно и транспарентно работење. И токму затоа нашата програма секогаш има вредност, затоа што ние ќе создадеме дела и проекти кои се дел од нашиот отчет пред граѓаните. И трето, дадениот збор се исполнува со многу работа и пожртвованост, со честност и принципиалност. И на тој пат, ние никогаш не велиме дека сме безгрешни, ниту пак совршени. Но она што можеме со сигурност да го тврдиме, е дека во целата наша енергија се трудиме да решиме што е можно повеќе проблеми и повеќе предизвици. И тука ни се важни предвозите и сугестиите на различни целни групи, затоа што тој партнерски однос доведува до резултати. Токму затоа денес ВМРО-ДПМН подпишува меморандум за соработка со уште 5 здруженија, проширувајќи ја основата на действување и реализирање на соработката со Федерацијата на фармери на Република Македонија, Асоцијацијата на земјоделци, Сдруженијето на припадници на безбедносните сили БЕДЕМ, Горанското друштво и Сдруженијето на македонци со исламска вероисповед со Скопје. Почитувани присутни, ВМРО-ДПМН останува главната моторна сила која го обединува граѓанското ткиво и интересите на граѓаните на Република Македонија. Константното ширење и растење покажува дека граѓаните во ВМРО-ДПМН препознаваат обединувачка сила, која што е креатор на општествениот и економскиот напредок. За секој меморандум има добра основа зошто тој се воспоставува. Со фармерите и земјоделците соработуваме затоа што тие секогаш се и ќе останат нашиот приоритет. И кога треба да се делат субвенции, и кога треба да се даде подршка за земјоделска механизација, да се обезбеди државно земјиште, услови за почеток на развој на земјоделскиот бизнис, но и оној пат, кога ќе бидат погодени од природна непогода, кога ќе се јави проблем со приносот или пак ќе треба владата да помага при пласманот. И во добро, и во лошо. Најдобро знаат земјоделците дека секога сме први да помогнеме и се трудиме онолку колку што имаме капацитети и можности да ги решиме заеднички сите предизвици. И на овој план е направено многу. И во иднина ќе продолжиме заеднички да предонесуваме уште повеќе. Бранителите најдобро знаат дека ВМРО-ДПМН секогаш е чуварот на националните и државните интереси. Работиме и действуваме за заштита на државните интереси и промоција на вредностите кои ќе ни обезбедат напредок. Како партија, секогаш оваа категорија на граѓани го имаат нашето почитување. Секако, ВМРО-ДПМН особено внимание посветува и на македонците муслимани, кои се дел од нашите партиски органи. Таквата отвореност и заложба за заштита на традицијата и културата, како нераскилнив дел од нашата држава и народ,
ја надоградуваме со соработка со здруженија кои ги представуваат нивните интереси. Сите нас, она што основно не обединува е желбата за напредок и работењето за подобар живот. Денешниот настан е добра основа да ја продолжиме до сегашната соработка со уште позасилено темпо. ВМРО-ДПМН цврсто ја подава раката за сите кои се отворени за соработка, кои со своите идеи и предвози сакаат да се вградат во заедничката изградба на подобра иднина. ВМРО-ДПМН останува централна и водечка движечка сила која ги обединува граѓаните. Движење чија цел е подобра Македонија. Ваквото постојано зголемување е и наша сатисфакција дека капацитетите се препознаени од страна на граѓанските здруженија, но и одговорност повеќе во исто време, да ги оправдаме очекувањата од граѓаните и од сите оние кои ни преоѓаат. На овие избори, одлуката на секој граѓанин ќе биде одлука за себе, за тоа кој може да одговори на потребите и да обезбеди повеќе можности. Но тоа е и одлука за Македонија, за тоа каква држава ќе продолжиме да градиме. Со сигурност можам да потенцирам дека ние ќе продолжиме заеднички и силно да работиме на обезбедување на тој напредок. Македонија мора да продолжи да чекори по патот на напредокот. Ви благодарам.